Откако во интервју за бриселскиот весник Политико, албанскиот премиер Еди Рама изјави дека ако перспективата за членство на земјите од Западен Балкан во Европската Унија продолжи да се намалува, тогаш би можело да се случи и обединување на Албанија со Косово, не стивнуваат критиките кои пристигнаа од повеќе страни. Изјавата на премиерот на Албанија за обединување на Албанија и на Косово е популистичка, оцени косовскиот премиер Иса Мустафа. Не планираме да одиме во други унии, освен во Европската Унија. Ако не примат низ врата, ќе влеземе низ прозорец, рече Мустафа. Тој исто така изјави дека Косово нема бесконечно да чека на формирањето на својата војска и дека одлуката ќе биде донесена во Приштина, а не во Белград. Мустафа за КТВ истакна дека разговорите за косовска војска се почнати во времето кога актуелниот претседател на Косово Хашим Тачи бил заменик премиер и дека на таа тема разговарали со представници на американскиот Стейт Департмент, на кои им е речено дека Косово нема бесконечно да го чека формирањето на војска на Косово. Изјавата за обединувањето на Албанија и на Косово е уште една потврда дека создавањето на голема Албанија е заедничка платформа на сите албанци, што представува најголема закана за мирот и за стабилноста на Балканот и во Европа, оцени првиот потпредседател на владата на Србија и министер за внадворешни работи Ивица Дачич. Ја прашува меѓународната заедница што би било ако Александар Вучич речеше дека е можно обединување на Србија и на Република Српска ако не влеземе во Европската Унија. Сигурен сум дека сите би се огласиле и би ја обвиниле Србија за загрозување на мирот. Затоа ги прашувам Европската Унија, Соединетите Американски држави, Велика Британија и другите, до кога ќе молчат кога некој ја загрозува Србија, или молчењето е знак на одобрување, стои во писмената изјава на Дачич. Портпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчич по повод изјавата на албанскиот премиер Еди Рама за можно обединување на Албанија и Косово оцени дека е најважно да се одржат добри соседски односи и соработката со сите мора да биде рамноправна. Како што е неодамна потврдено во Европскиот совет, регионот на Западен Балкан има јасна европска перспектива. За да ја постигнеме таа цел, соработуваме со сите партнери во регионот, без да се отстапи од принципот на помирување и регионална соработка, истакна Коцијанчич. Таа нагласи дека каква било форма на политичко влијание е штетна за зацврстување на добрососедските односи.